24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Струмица. Општината која со години важи за бастион на СДСМ и општината која што се чини никогаш ВМРО ДПМН не била поблиску да ја добие. Ке му пресудили на кандидатот на СДСМ кавгата меѓу лидерот на партијата Венко Филипчи и актуелниот градоначалник Костадин Костадинов, или пак ке му пресудили на кандидатот на ВМРО ДПМН е тоа што според информациите не бил прв избор на Христијан Мицковски. Колку кандидатите на СДСМ и на ВМРО ДПМН се избор на партиските раководства, а колку на бизнис фамилиите од ВМРО и СДСМ во Струмица. И додека двете најголеми партии се караат, колкави се шансите на независните кандидати и на кандидатите од помалите партии, или пак тие се во трката да им одземат гласови и евентуално да се испазарат во вториот изборен круг, доколку го има. Како да се подобри животот на струмичани е главното прашање и главната дилема за која што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва во 24 анализа дебата со кандидатите за градоначалници на Струмица. Маријан Даскаловски, кандидат за градоначалник на Струмица од коалицијата предводена од СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата и поздрав за сите гледачи на 24 вести. Ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам. Господинот Ристо Цасконое, кандидат за градоначалник на Струмица од партијата Единствена Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и поздрав за вашите гледачи. Благодарам. И Драган Котуровиќ, независен кандидат за градоначалник на Струмица. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до 24 и до сите гледачи на 24. На оваа дебата требаше да присуствува и кандидатот за градоначалник на Струмица од ВМРО ДПМН, Петар Јанков, кој што своето гостување го прифати писмено уште пред 3 недели. Иако излеговме во пресрет и се прилагодивме на барањата за датум и термини, непосредно пред дебатата Јанков го откажа своето гостување, правдајќи се дека му се сменила агендата. Јас тука би сакала само за гледачите на телевизија 24 да покажам пораката во која што Јанков го прифаќа гостувањето во телевизија 24. Правилата ги знаете, 2 минути за одговор на секое мое прашање, 1 минута за реплика и 1 минута за контрареплика, секако да кажете кон кого е упатена контрарепликата. Ајде најпрво кусо да ве представиме. Маријан Даскаловски, зошто би гласале струмичани, зошто да гласаат струмичани за вас? Вие не сте непознат во политиката. Так. Бевте и пратеник, и председател на Совет, актуелен мислам дека сте уште. Так. Зошто струмичани сега да гласаат за вас? Зашто прво струмичани ме познаат кој е Маријан Даскаловски во сите овие години. Добро рековте дека долго сум во политиката и од 2009 година сум председател на Советот на општина Струмица и еден мандат бев пратеник во Републичкото собрание. Треба граѓаните на општина Струмица да гласат за мене, бидејќи имам јасна визија како во наредниот 4-годишен период Струмица треба да се движи. Моето животно и работно искуство во локалната власт, долгогодишно, дава за сигурност на граѓаните на општина Струмица да ме поддржат да бидам градоначалник, бидејќи јас го знам секој катче од мојот роден град, исто така ги знам сите населени места, ги знам сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на општина Струмица и во наредниот 4-годишен период сакам да го уште повеќе да го подобрам животот на моите сограѓани. Господин Цасконое, истото прашање, зошто струмичани да ве гласаат? Нови избори, зошто да гласаат граѓаните за мене? Како основна причина е затоа што градоначалникот во Струмица, Костадин Костадинов и СДСМ, навистина за овие 4 години, според нашите и според мене, има многу неправилности, посебно околу она што велат поимот транспарентност. Тоа беше близко на нула. Нетранспарентност. Ако отворите нивна веб страница, ќе видите колку е внатре транспарентност.
Второ, она личност што е одговорна за да дава слободен пристап на информации, воопшто не е активна. Имаме 4-5 луѓе меѓу кои јас сум поднесено барање и воопшто не е одговорено. Потоа, улогата на Костадин Костадинов како нешто во почетокот да замре со некоја сила имаше, а потоа замре на цело. Она што го работеа во градот, се е буквално фасадирање, недавање на отчет и самиот статут на општина Струмица ги уврзава строго правилата за игра на градоначалник. Градоначалникот никогаш не дал отчет за буџетот. Во статутот пишево дека градоначалникот со своите стручни лица го подготвува и го предлага буџетот до советот на општина. Но овој отчет никаде не пишува како е. Ако го отворите буџетот, има само бројки статистички, но никако и каде што парите се потрошени. Еве, например, за плоштадот, макар да не беше неговиот мандат или беше, воопшто не се рече ништо. Добро. Завршуваме поентата, затоа што заради тоа да гласа струмичани за вас, затоа што ќе бидете транспарентни, ќе работите, претпоставам како што велите за добрата на струмичани. Што е буџетот, по правилата на буџетот. Господин Котирович, зошто да ве гласа струмичани? За да има добра иднина во Струмица, како до сега што се не мале, и јас би се потрудил како иден градоначалник на Струмица, како чесен, поштен, искрен, да овозможам на градот Струмица и на граѓаните и на околните села што спаѓат под Струмица 24 села, реконструкција на патишта, значи програмата мојата не е напишена, немам напишена програма, имам визија, имам се што треба да имам. Доколку дојдам градоначалник, јас би го објавил тоа нешто, да знаат граѓаните што може да очекуваат од мене. Моментално не можам ништо јас да таксам како иден градоначалник, ако бидам на Струмица. Имам што да им понудам. Доволно ме знаат струмичане, доволно знаат кој сум, што сум, како сум. И ето ги повикам едначка за секој пат во историјата да имат градоначалник народен, секој дневно што излезе меѓу народот, секоја вечер што излезе меѓу народот, што се дружиме, да подобриме сите заедно нешто. Не можам јас сега да кажам тука или било дека ќе направам кој зна што. Ама имаме некои планове, не сакам да бидат објавани, не сакам, значи има некои проекти, не сакам да бидат објавани. Да излеземе на лаж дека можеме да направиме, а уствари ништо не сме направиле. Ќе зборуваме за проблемите на Струмица и вашите визии едно по едно. Да. На вашето прво прашање зошто да ве гласаат струмичани, јас имам по една реплика за сите, да. Значи по една минута за одговор, Даскаловски да расчистиме работата. Да. Многу имаше прашања околу вашата кандидатура во Струмица. Костадин Костадинов, колку што јас успеав да следам актуелниот градоначалник, досега не се појави на ниеден ваш настан, ниту на конвенцијата. Информациите од таму стигаа дека во одредени анкети внатре партиски води тој. Ви избрали партијата или станавте кандидат за градоначалник по избор на Зоран Заев? Мене... Една минута. Да, мене кандидат ме избраа граѓаните на општина Струмица. Бидејќи довербата што имаше Костадин Костадинов, ја изгуби, како што рече и кандидатот. Ја изгуби довербата во граѓаните и граѓаните сметаа и моите активисти, партиски активисти, дека ние немаме никакви шанси со Костадин Костадинов да одиме на победа во Струмица. Анкети се кажуваа, меѓутоа дали се каже кој ги правил тие анкети. И јас можам да се направам моја анкета и да бидам убедливо пред сите кандидати. Значи, никој не излезе да каже званично од кој испитувал јавно мислење, па да каже дали Костадин водел. Костадин, гледате, пишува лоши работи за мене. 28% за кандидатот ВМРО, 4% јас сум бил. Значи, јас Костадин Костадинов го сака како моје дете. Тоа е моје дете. Бидејќи јас сум го створил него во политиката и секога сум го поддржувал. И пред 4 години ја имаше целосно мојата поддршка. И не е добро така за мене да зборува секој ден, да пишува лоши работи. Со да и со не, дали стои Зоран Заев за вашата кандидатура? Не. Господин Цаско Ное,
Ви ги следев дел од настапите. Вашата реторика во одреден дел коинцидира со онаа на ВМРО ДПМН. Кажете ми, треба ли штета да му направите на СДСМ за потоа вашите гласови да завршат кај ВМРО ДПМН во евентуален втор круг? Право да ви одговорам на прашањето, никогаш не спомнав на онаа трибина кај што ја спомна ти дека јас тежам кон ВМРО ДПМН. Не, јас ве прашав дали. Не. Едно, јас... Една минута секако. Не, во моите изложување беше цитирање на закони. Ако некој нема се јасни законите, ако некој не го читал закон за отпад, не го читал статутот на општина Струмица, не го читал законот за локална самоуправа, тоа е негова вина. А вака пресметки, гласови на ВМРО, на СДС, тоа нема веза. Јас сум граѓанин слободен. Јас сум изберан од Единствена Македонија тамо на разговор и изјаснување кој е и за мене. Значи, тоа сум предложен разоснова на некои мои активности, а сета на друга математика, ВМРО СДС не може кандидат на мала партија да го префрлувате лево или десно. Ние сме Единствена Македонија, да не речем единствена само за Македонија, а не за некои сфери. Ни за она страна, ни за било која страна. Единствена Македонија, ќе повторам, нема потреба од никој и за никој да ја дава или да бара гласови. За кого, кратко, за кого ќе повикате да се гласа во вториот круг, доколку вие не влезате ако има втор круг? Доколку не влезам во вториот круг, јас гласачите ги оставам на своето размислување и увидување. Мене ќе ме гласаат за мојата активност во општина Струмица како граѓанин и активист, а никако да упатувам, бидејќи совеста моја не дозволува да се наметни на некој друг. Секој има свој видување за некоја личност. Господин Кутуровиќ, на интернет и вашите настапи ги следав, доста сте активни на социјалните мрежи. На интернет може да се видат ваши фотографии зад пултот на СДСМ во некои поранешни години. Дали сте независно зависен, односно дали треба не задоволните од Даскаловскиот СДСМ да ги собирате па во евентуален втор круг да ги дадете на СДСМ? Така, значи, јас на времето сум бил симпатизер на СДСМ, после толку глупости, толку криминали. Една минута секако. Да, толку криминали. Не сакам да сум дел од тие работи. Значи, не сакам да сум дел од нив. Сакам да сум самостален, да работиме за луѓето на Струмица. Немам јас никаков интерес ни од ВМРО, ни од ДСДС. Ние имаме сите загуба заедно од нив. Значи, никако не сакам да се дружам со нив, ни па да поддржувам некој од нив. Немам намера такво нешто. Народот нека се одлучува, шанса имат, нека повелят, нека гласат за кој мислат дека ќе успее. Јас мислам дека ќе успеем. Без разлика на Facebook и на TikTok и таму што ми ги бришат тие прегледности, лајкови, това не ме занима. Доволно што ме гледат, ме знаат доволно луѓе. Низ цел свет, не за Струмица и Струмичко и Македонија. Значи, низ цел свет го знаат Драган Кутуровиќ кој е. Доколку, дали да извлечам заклучок дека доколку не влезете во вториот круг, нема да повикате за никога да се гласа, или ќе поддржите некој од кандидатите? Јас... На ВМРО и на СДСМ. Да поддржам. Нели, секој пат треба, некој пат кога ќе изгубаме, да се помириме со нешто. Ако изгубаме, ако од 20 кандидати од ВМРО и од ДСДС и па и од колегата, зашо да не поддржиме? За кого? Ние секак сме веќе у кампања. Кого? Значи, кого ќе размислиме? Имам јас некој, ама мислам некој. Може би имам некој фаворит, ама сега нека не така нека е. Океј. Да почнеме со проблемите на струмичани. Даскаловски, во една дебата рековте 2 минути имате за одговор, во една дебата рековте дека првата работа што ќе направите ќе биде ревизија на работата на актуелниот градоначалник Костадинов, како што кажа, вие сте председател на актуелниот совет. Се сомневате во нешто, во проневери, бидејќи не можете да се испирете и вие од. Вие сте дел од таа власт. Така, да. Каква е состојбата со буџетот, колкав е долгот, каква е финансиската состојба на општината? Не, тоа не го мислев дека нешто Костадинов злоупотребувал. Меѓутоа, секогаш кога е некоја предпријатие да дојде нов директор, па треба да се направи ревизија како работел претходниот и колку дали имаме долг и обврски према други институции. Затоа го реков тоа, не со лоши намери.
Бидејќи сакам да знам од што ќе почнам. Јас мислам дека моментално Струмица не е баш во добра финансиска кондиција, меѓутоа со домаќинско работење, бидејќи Струмица е центар и економски центар на југоисточниот регион и силна економски општина, мислам дека Струмица пак ќе биде на врвот на проекти како од минатото. Ние, струмичани, знаеме каква била пред 20 години Струмица, неизградена. Со доаѓањето на градоначалниците на СДСМ, Струмица стана пример не само во Македонија, него и пошироко. Имате уште 52 секунди. Колкав е долгот на општина Струмица, дали знаете? Па затоа ми треба ревизија. Не знам, меѓутоа е голем долгот. И второ, што би направил кога би бил градоначелник, ќе направам ребаланс на буџетот, да видам дали од некои ставки може да се земат пари, да се дадат на градинките во очена состојба се и на јавните претпријатија. За градинките не водеше грижа власта, бидејќи согласници само за Струмица и Карбош немаше, а во цела Македонија имаше. Струмица секој пат кога бил ВМРО ДПМН на власт имала обструкции. Така беше и со првиот повик за маđarскиот кредит, кога Струмица не добија ништо. Иако владата даде дополнителен рок за Струмица да поднесе нови проекти. И на новите проекти за Струмица нула, за градинки нула, за се нула. Секој пат ВМРО кога бил на власт за Струмица нула направи. Господин Црноскоје, вие имавте во една дебата. Реплика може? Прво сите да одговорите на моето прашање, па потоа. Господин Црноскоје, вие велите дека меѓу првите работи ќе биде вработеноста во општина Струмица, односно голема е партиската администрација, 220 вработени. Како ќе го стабилизирате, финансиски ќе ја стабилизирате општината? Бидејќи вие сигурно не знаете колкав е долгот ако не знае претседателот на Советот. Токму тоа е она што реков, спомнав транспарентност. Градоначалникот мора да дава отчет како се трошат парите месечно, не мора дневно, ама месечно е должен тој, бидејќи тој го креира и буџетот. За она што спомнав за администрацијата, да се среди. Навистина проблемот во Струмица администрација не е во ред. Спомнав таму една бројка, мислам дадена не знам од кој, дали беше службеник на општината, дека е 370 плюс 70 почерникари. Нека и што рековте 220. Според моите информации таа бројка ми излезе. Добро што спомнавте. Зарем не е ваква голема администрација со 220 на луѓе од 35-40 илјади луѓе. И навистина, и она што најглавен проблем е тоа што оние луѓе кои се ставени таму на оние раководни места се партиски војници, неспособни и непрофесионални, бидејќи ние граѓаните доаѓаме до разговори со нив. Јас сум еден од примерите што бев опцуен. И тоа е некој проблем што на овој службеник да се бара извинување, тој и дури навредува. Затоа администрацијата ќе биде навистина основа за Советот да ги донесува праведно одлуките, бидејќи Советот донесува одлуки за се. Градоначалникот само го креира со своја екипа буџетот, а сите работи ги подпишува Советот. И значи он само ги подпишува. Ако Советот донесе одлука да се градат патишта, пишува таму член 20 точка 12 донесува програм за изградба на одржување локални патишти и улици. Значи градоначалникот е должен да ја подпише оваа одлука и да ја следи дали е спроведена таа одлука, а не да креира политики и ред други работи. Добро, градоначалникот сепак според истиот тој закон ја представува и општината. Ја представува, а он е извршен контролен орган. 12. Добро. Господин Кутуровиќ, како до финансиска стабилност на Струмица? Во каква финансиска Стабилност општината. Како до финансиска стабилност на општината? До или каква е? Ако знаете каква е, повелете, бидејќи ја како кажам претседател на Советот, ако не знае, може вие знаете. И како некоја реплика Да, да го завршим. Од прилика да скалов може би знае некоја бројка, човекот не сака да го објава јавно. Околу некои 20 милиона евра. Јас колку што знам, комуналец околу 5 милиона евра и така некои такви цифри. Тие се многу пари за мене да ги кажем, не па да ги изброам. Како би направиле? Ќе најдеме начин, ќе тереме излез на сите тие работи, мада јас како иден градоначалник или
Нели народот како ќе одлучи. Ке сме у голем шок кога ќе влеземе од това собрание што се е крадело 20 години. Тешки криминали има таму, тешки пари има. Струмица е една од најбогата општини во Македонија, може да кажам. Толку многу пари има у Струмица, што толку многу се открадее, не знам кој ќе ги врати еден ден тие пари. Би терале спас од секаде, значи спас да најдеме, да си го спасиме градо, да почне да функционира како што треба да функционира. Да прекинеме со тие арамијски работи, со крадење и со тие бизниси на плацове, на згради и такво нешто. Значи да прекине това едначка за секој пат. Да фатаме малку да работиме за народо, не да крадеме од народо. А това се работи веќе повеќе од 20 години се работи. Ова се сериозни обвинувања, кривични пријави? Какви кривични пријави? Ги обвинувате? Не обвинувам, јас кажувам што знам. Добра. Јас не обвинувам никој. Дали во вашата визија се и кривични пријави за евентуален ваков криминал, како што видите? Најнормално како е, така ли ќе го ставаме? Значи првото влевање како градоначалник на Струмица, јас таа ми е работа да видам јас кој е лопово тук, кој е апажо. Ти џаба е дома како оставаш, нели како излезеш од дома глувците оро да си играат. Нормално не си дома ќе играат глувците оро. Е това нема да го дозволим јас. И сум спремен, нема да дозволям да му оценува никој, спремен сум на се, да се бранам од сите тие арамии. Реплика. Добра. Една минута реплика, кажете за кого и после една минута контрреплика. Према двајца, значи општина Струмица е една од успешните општини во Македонија. Еве дека кажат како општина Струмица изгледаше пред 20 години, а како сега изгледа. Дали не се крадело толку како што велат. Може би имало злоупотреби. На мандатот и на Зоран Заев и на мандатот на Коста Јановски, Струмица стоеше најдобро финансиски во Македонија. Немаше по-силна општина финансиски. А сега ќе видиме, нели, рековме дека ќе има ревизија и ќе видиме, можеби има Струмица, општина Струмица и побарување кон државните предпријатија или приватните предпријатија, па да видиме како ќе стои таа ситуација. Исто за администрацијата, не може колега така да навредувате дека таму се како се изразите лошо, не сакам изборот да го... Таму има вредни луѓе, струмичани, ваши пријатели, роднини. Така да, тој израз што не во ред. Па требало да кажете кои две опции, нели, има се институции да управуваше полиција, а така цела администрација. Можеби треба да се подобри администрацијата. Можеби треба и информациите да ги добиваат полесно граѓаните. Меѓутоа да кажете дека такви имало. За кратко реплика на Даскалов. Да, реплика една минута. За овој случај, една минута има. Да. За овој случај господинот Даскаловски е таму запознаен горе. И никој ништо не реагираше. Никој на ништо, а целта беше да еден документ, да, и таму пишува во документот дека треба да исправи грешката. Грешката е во една адреса. И овој човек, јас му повторам, објаснам, го читам, цитирам што е документот. А тој ми вика на мене со цуење. Не може ваков човек да седи ваква администрација. Тоа е времето на Заев, мислам беше, или на Коста Јановски. Не може вакви луѓе нецивилизирани да седат таму. Ќе ти го кажем и човекот кој е. Првата врата према горе према Подвожњако, првата канцеларија седеше, високо младо момче. Ако станете градоначалник, ќе дојдам, ќе ти го донесам него и пред мене. Така. И колегата му рекол, дали го слушна што рече човекот? Молче. Другиот колега, дали го слушна што рече колегата? Молче и двајцата. Зошто молчат? Значи вината е Значи вината е прифатена и од бајцата. А ми реков дека јас немам намера да там судам за да имам ваква работа. Затоа реков, бидејќи е млад, и му реков, оној што те прибил, ова да го вратиш на него. Ако јас бидам градоначалник, ќе дојдете кај мене, па ќе видиме кој е тој човек. Котуровиќ има една минута. Значи, това вреѓање, това не треба да не интересира нас, ние треба да се секираме за проблемето. Колегата тука, значи, си кажал те повредан, изцуен, извреген и така на така, има институции да се пожалиш. Јас се пожалям сега дека што е потребно да се пожалям. Значи, да му попцуе некој на мене, има се институции дека треба да се жалим, полиција, суд и така на така. Ние да бидеме конкретни за изборот, да си говориме. Бидејќи тој ве прозва. Како? Не, реков дека не како рековте дека
Во општина Струмица имало многу криминал. Да, има. Контрарепликата ви е тоа што ве прозва. Да. Има, гледаме Не, дека баш има, така. значи направено е, точно е дека е направено у Струмица, не може да се пожалиме дека не е направено. Имаме убави места, имаме добар центар, значи имаме многу работи што се направено. Не може да кажем дека не е така. Струмица е била убава и ќе биде уште поубава. Ама целото ми беше дека има голем криминал. Јас не знам кој е одговорен за това нешто, нели? Видиме, има институција. Да. Како што кажа сега Даскалов дека ревизија, да, таа е што кажувам ревизија. Да се влезе да видиме кои се криминалците. Не е ревизијата, се извинувам така што. Добро е да видиме што се ревизијата да работило видиме за дали фирмите. да видиме состојбата на општината, нели? Па таа е состојбата е Видиме. колку се е открадело. Нема друга состојба. По една минута, за да го затвориме овој блок, тема с која од вас ќе почнам, Јанков обвинува во текот на кампањата дека локалните јавни предпријатија се пред колапс, доцнат платите во комуналец, во паркиралишта, најави за штрајк. Како ќе оправите ситуацијата? Што е планот и во каква финансиска кондиција се локалните јавни? Ова за Мен. За нас кој? Го почнуваме кругот. Ова веќе почнува веќе со она кривична пријава против бившиот директор на Комуналец. Тоа веќе доказ дека веќе има внатре направено криминал. Ако веќе така се изјавува полицијата или други институции. Таму за да се стави директор на Комуналец, треба човекот да, како што ќе спомнам пак, ќе повторам пак, мора пред да седне таму, мора да го прочита закон за животна средина, мора да го прочита закон за отпад, мора да го знае статутот, мора да ги знае врските кои му ги наметнува Советот на општина Струмица. А овој таму директор и сегашни, да речем, без разлика што Даскаловски веќе 8 години го води Советот. Но овој 4 нека, добро. Повеќе. Добро, во ред. Значи овој таму директор му дал право некој да ја злоупотреба својата директорска функција. И денешниот е влезен во еден ваков теснец што не може да го исправи грешката, криминална грешка на претходниот директор, Зоран Ѓоргиев ли беше. Нека ми исправи ако не е точно презимето. Значи мора да се работи под строги правила наведени од Советот на општината и упатствата на градоначалникот. Котиро чистото прашање, јавните предпријатија во каква финансиска состојба се имате ли информации, имаше јавни најави за штрајк, јавни дека Тие се пред колапс, да. Ама сега ќе бидат уште повеќе пред колапс. Сега си има са, нели, дајте толку пари на СДС, дај толку пари на ВМРО. Сега ептен ќе пропаднат, значи. Как да им помогнам јас? Јас немам пари да им дадам да им помогнам. Ќе мора секој да се снаваги на свој начин, како и до сега. Значи, години назад ние се снавагаме и како фирми, и како приватни лица, се снавагаме на некој начин да преживееме некако. Има, значи, многу фирми има, што се доволно богати, и си ги гледат работниците, арно носат од страна, ги плакат по 1500 евра, а на нашите работници по 24.000 dinara плата ги им дадат. Ако станете градоначалник, дали ќе бидат редовни примањата на вработените во јавните Се што е предпријатија? моја ингеренција, ќе се потрудам поредовно да нема у Европа, не у Струмица. Добро, ви благодарам. Даскаловски, вие можеби сте најповикан на ова прашање да одговорите каква е финансиската состојба во јавните предпријатија. И зошто доцнат плати? Реков дека господинот Јанков обвинува. Па каде е денеска да дојде Јанков да не испочитува како луѓе и вас како телевизија? И јас сметам дека законски треба во нареден период кој ќе одбие соучување да биде исклучен од трката. Од што се плаши Јанков? Од што? Еве, и мене ме критикува. Па сум дошол да кажем како јас ќе ја водам општината во нареден 4 годишен период. Јавни предпријатија не се толку задолжени пред колапс. Општина Струмица на јавни предпријатија комунали му должи многу пари. Исто му должи пари многу и на јавни предпријатија за паркиралиште. Па мораше директорот да ја блокира сметката за да се плати украсувањето на градот, со кое нашиот градоначалник со сликаше се гордееше, и да плати калделабрите на една улица. Ако тие пари
се од општина Струмица се исплатат на јавни предпријатија, тие секако по-добро би функционирале и ќе редовно ќе земат плати вработените. И јас како еден градоначалник, Завршите мислата. бидејќи јавните предпријатија се огледало на градоначалникот, ќе водам многу сметка за да не дојдат до таква состојба. Реплика? Никој на никого? Повелете, господин Цанискоја. Само спомна за они канделабри. Ако тоа се на улиците Маршал Тито. Да. Еве сега, личност, жена негова даде јасно и гласно дека канделабрите се финансирани од италијанската амбасада. Нека кажеш да или не. Не се. Сигурно не се. Сигурно не се. Еве, ако не се, јас ќе идам пак уште еднаш и ќе побарам документ на таа госпоѓа што има случај со италијанската амбасада. Вака јавно говорам дека ќе идам до господин Даскаловски, ако е точно да се тоа разјасни или си италијански дар или не се. Јас мислам дека не се. Добро. Имате можност за контрареплика, па во тоа претпоставам Котуровиќ сакате реплика, така? Не, нека се искаже. Добро. Малку надлежностите на советот и на градоначалникот се различни. Значи не е така како што велите. И тоа да обвинувате некој што не е осуден, не е добро. За поречен директор на комунално предпријатие, јас смеам дека господин Зоран Георгиев добро го водиш комунално предпријатие. И ВМРО, нели, обвинуват. Меѓутоа, каде се да кажете вие дека пред колапс не се приватните предпријатија, бидејќи ДДВ не им се враќа веќе година и пол. Па каде е власта да ги врати парите на фирмите од ДДВ? Сите приватни компании се пред колапс. Бидејќи така, ако продолжи, ќе ги затворат фабриките и каде тој народ ќе работи. Значи, овинет директорот. Меѓутоа, ќе видиме дали тоа е така или само е лажно обвинување да предизвика. Кратко до Даскаловски. Да, има една минута, немате веќе право на реплика. Во другото прашање, во 2 минути ќе дозволите. Пред тргнување, значи тука за Скопје на 24 да гостувам, да, точно е што кажа Даскалов дека тие државата не им го враќа ДДВ-то. Седех со еден човек, пијаме кафе са баале и ми кажа дека и тој има неколку илјади евра што треба државата да ги сплати. Е така пропагаме ние. На ниво на државата прво, а после локално. Така. 10 секунди сакате се наскоја? Да, само да поставам прашање за они канделабри да се разјаснат. Дали се платени од општината или не се? Кажи јасно и гласно сега, дали се платени од општина или не се? Од општината се платени. Поред. Добро, тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Кандидатите за градоначалници на Струмица, Драган Котуровиќ, независен кандидат Ристо Цаноскоје, Единствена Македонија, Драган Даскаловски, коалиција предводена од СДСМ, Петар Јанков од ВМРО ДПМН, иако прифати гостување во последен момент го откажа своето присуство. Котуровиќ, почнуваме од вас. Во овој круг имате 2 минути за одговор. Доколку станете градоначалник, што ќе се случи со дивоградбите кај браната Водача, ќе ги уривате ли? Нормално, законски е, значи ако е дивоградба, нема што да се разговара на таа тема, треба да се отстрани готово. Нема да рушиме ние, ки натераме да си станат, да си одат од там, дека што се направили. Самите да се го сруши това. Сами да се го смерат, да се го соберат ѓубрето и да ги нема там. Значи, и јас сум можел да направам негде дивоградба, ама не сум направил. И јас живеем како сите обични граѓани што живеат во Струмица. Доколку е дозволено на тие како што е дозволено до сега, кој е дозволено многу фино знае, јас не сум тука да го обвинам, он знае си кој е тај, значи чак ќе го видиме после изборото, доколку дај Боже да станам градоначалник, па ќе видат как се работе. Значи, како се работе. 24/7 ќе сум со телефонот достапен и ќе гледат сите граѓани на Струмица што се е работило, как се е работило. Сите ќе бидат на време известено. Не би дозволил дивоградби и се што имат дивоградба се руши. Ке барате ли одговорност за евентуалната дозвола на тој што дозволил на државно земјиште да никнат бесправно изградени објекти? Најодговорно и тие што се дозволиле инспекторто и од нив ќе тереме одговорност. Значи ние имаме еден или два, колку?
инспектори за таа работа? 20. Двојца се. Тие се двојца по 5 кебапа, 10 кебапа се. Си ги апнат и се е завршено со нив. Значи за 5 кебапа еден инспектор се продава у Струмица, барем ако не друго. Многу е лесно да седнеш негде, да одеш на контрола, ако си инспектор, оди, заврши си га работа како што треба да се ја заврши. Не може да ставам учениците на теја 5 кебапа или да ти давам струмка една, да испиеш и да го решиш проблемот и дека се е во ред. Не е во ред. Проблеми се сега, еве. Име сега покрај сувото и зеленето ќе изгоре сега. Значи, и това што не е уредо, и това што е уредо ќе оде се у вода. Значи, нема да допуштам како градоначалник на Струмица, верувајте. Значи, толку ќе сум ригорозен према сите, нема да биде никој поштеден, како некои си инспектори што поштедуват некој. Спомнах за по 5 кебапа. Ја толку ситни се. Скаловски истото прашање, Диво Градбите кај Не би браната. се сложил со 2 минути господинот Которович. Ние имаме двајца прекрасни инспектори, што се вршат добро работата. Донесуват решение, а после дали треба да се руши или не и кој е виновен за тоа друг треба да го каже. Не се проблем дивоградбите во набраната водач. Поголем проблем се дивоградбите во градовите. Во нашата држава, во сите градови има дивоградби. Проблем е кога дивоградбите се згради, каде живеат поголем број на семејства. Тогаш е проблемот, не дај Боже да се сруши некоја зграда. Тие таму викендиците не се проблеми, не се многу, бидејќи голем дел од тие викендици се легализираа. Меѓутоа, законот за легализација што беше донесен од времето на Никола Груевски беше многу лош закон. Значи, тие што се беа честни, се плаќа комуналии, не беа наградени, а тие што градат дивоградби може да го откупат и земјишто и дивоград по 1 евро. И тука треба да се менува законот за легализација, сега е стопиран, а бидејќи после 2011 година уште повеќе, дупло повеќе се изградија легализација. Бидејќи со изјава кај нотар, некој што изградил 2020 година и се уште важи тоа, изјава дека објектот му е изграден пред 2011 година. И лажат сите за да ги легализират дивоградбите. Значи, треба нов закон за легализација дивоградбите, не по 1 евро, дупло, тие што изградили дивоградби, дупло да платат за легализација. Конкретно да извлечам заклучок 15 секунди, имате уште, тоест 10, тоа значи дека нема да ги уривате тие Не, дивоградби? ќе ги уриваме, тие што се нелегални. Меѓутоа, реков, проблемот е закон за легализација и сите тие згради што се изградени, а не се легални, што живеат луѓе. Да го завршиме кругот па потоа. Господине Цанскоја? Па ако веќе се оди по некои планови, ако некој мал детален урбанистички план се создаде, еве кај што е затворот, он знае таму после фудбалот. По нов план, урбанистички детален план, се реши проблемите. Они што не спаѓаат во оној план, мора да бидат рушени. А за да кога треба да бидат рушени, некој треба да провери кој ја сноси одговорноста. Овде, ако е оној градежен инспектор, 20, што спомна господин Даскаловски, тогаш кој треба новиот 20 инспектор да им даде налог? Значи, виновникот е оној што треба да даде налог да идат и да ги рушат. Или да најдат некој решение кое е навистина не на штета на граѓанинот или на штета на општината, туку да најдат правно решение. Тато таму имаат комисии за урбанизам и треба да се решават. Еве посебно горе за што ја прават наслабата таму како да го над Свете 15 горе, турската населба, таму нешто се гради големо со некои ѕидови што помалку чудно стои. Ќе се прави населба што е горе на Рид. Сега врз која основа оној таму еве што рече колегата генески ѕид горе два простори за не знам сега дали ќе се индивидуални згради или ќе се колективни стамбени објекти. И таму ако се направи колективен објект со станови, јас не верувам таму дека овие згради имат документ од Институтот за сеизмологија. Затоа треба овде да се испитуваат и терените на кои ќе ги градат. А она за рушењето што е надва во градот централно мора да се руши. Бидејќи ви остана уште 30 секунди да искористам со подпрашања, да ги искористите времето. Дали бевте во однос на ова прашање, дали бевте да бевте вие градоначалник и ги уривавте ли кафулињата во центарот на Струмица на Корзата?
Ако бев градоначалник, најверојатно не имаше ни да дојде до тоа. Затоа тоа доаѓа неработење на самите инспектори, не самиот градоначалник, бидејќи тие спаѓаат под некова управа, некова команда, под негови налози. Значи тоа е вината заеднички. Сега ова што беше варварско рушење со 20 полицајци таму со багери, копачи, ровачи. Тоа беше газа таму во Израел. Да дојдеше страна, ќе каже дали тука е газа Израел или Струмица. Кутурович, реплика, рековте. Ќе се надоврзам на Даскалов, значи дека добри луѓе се тие двојци, нема проблем, свака им час, прекрасни се, нема проблем. Мене ми е проблемот што они не се го гледале работ. Ако јас земам да градам тука, треба градежни дозвол. Ние сме секој ден низ град, това е сред центар е това. Дека бе они да видат дали е тај кафич, не се криви луѓето, кафич што не се газите криви ни еден. Криви сме ние како инспектори или одговорни за това нешто, да му дозволим он да излезе еден сантим напред. Тука требало на време да се това спрече. Јас не кажувам дека се лоши луѓето, се фино се, нема проблем. Колку си га гледале работа на времето, кажувам. Ништо посебно немам јас, против них немам. Јас дори не знам ни кои се тие инспектори. Да го искористам времето, дали според вас требаше да се уриваат кафулињата, односно тарасите на угостителските објекти на Курзото? Малку е тешко прашањето, веќе кога го сме дозволили нешто да се направа, можеше да се најде некој начин или да се повлечат малку назад. Таму има голема штета, малку е тешко да кажеш това. Тие собственици си знаат најфино како поминаа. Добро, ама тоа следуваше после катастрофата во куќа. Нема толкова веќе, кога е подпишено нешто од градоначалникот, това треба да се заврши готово. Даскалов, имате и контрареплика? Имам, да. Би ги прашал и моите тука колеги. Струмица рушише, така ли? А кај се другите градови во Македонија? Кај е владата? Бидејќи владата испрати до сите општини решение да бидат срушени сите дивоградби. Да. Имаше еден неуспешен обид во Кочани. Не успеа Меѓутоа не во Кочани. успеа. Таму е лошо за това. Значи, излезе зел со сообщение дека се одложува тоа рушење, да најдеме начин, како што кажа и господинот Кутурович, греф е така на сите луѓе да се срушат. Жално е тоа. Жално е. Па таму екзистираат семејства, вработени. Да. Кај се тие млади луѓе? Па така ќе не одат во странство, кога не има обезбедувани работни места. И тие работни места што ги имаме, и тие да ги срушиме. Да, јас сум, ако во цела Македонија се рушише, нека се сруши во Струмица. А не само угостителите во Струмица настрадаа. Ги прашува ли некој сега нивните фамилии како живеат? Оти сигурно да го направи тоа кафуле и можеби некој кредит има земено. Да, меѓутоа липито беше кусо до сите дека, мислам, образложението беше дека освен што се дивоградби, треба сами угостителите да си ги повлечат, да си ги служат објектите, а тоа што не беше да се урне и дека тоа се случува нели по инспекциите во цела земја, после катастрофата во Куќа. Вие бевте председател на Советот, ти имаш информации тогаш дека сте против уривањето, градоначалникот актуелен беше за. Да, ама ние бевме Има ли позадина некоја зошто сте против? Ние не бевме против уривањето, бевме против само во Струмица да се урива. Кога видовме дека само во Струмица има намери градоначалникот да урива, а ниту во еден друг град во Македонија, и тогаш ние на седница на Советот, бидејќи немаме надлежности ние во таа работа, само како препорака на нашиот градоначалник дека греф е да се руши на тие луѓе, треба да се најде некоја друга солуција. Тие луѓе ги повлекоа своите кафики, беше ослободено шеталишто, меѓутоа нашиот градоначалник ги струши тие објекти. Добро, да, повелете. Сега вака СДС веќе на власт во Струмица колку 20 години. 24 години. Како дозволи струмичните градоначалници ова? Како дозволи струмичните градоначалници зборува? Градоначалници, не началникот Костадинов, дозволи во оваа улица една од вака живи улици во градот и лева и десна страна зелени површини да ги заземаат со кафичи, кафики и не знам што друго. Токму тоа е вината на она што цело време зборуваат за некаква животна средина, за некакви зелени површини. Тие ги зедаа уште овие таму делови бе последни зелени површини.
Нашиот площад е мермеризиран, не бетонизиран, мермеризиран. И тие таму улици, ако сега 100 метра, 200 метра, и лево и десно, сега станаа бетонизирани. Значи не смеат на зелени површини, посебно паркови, и тоа во центарот на градот, не смеат да бидат покриени со кафулња и било што е за трговија. Тоа треба да биде таму раскошна улица, да Скаловски знаем и Кутурик не е баш така. Значи знае она популарното корзно каде се одбиваше во Струмица. А денес никаде. Значи според вас добра е одлуката што се урна. Да. Ама и да ги расчистат теренот, да го вратат пак зелениот простор. Да се врати пак зелениот простор. Па, у принцип нема да реплика, ама јас сакам по 10 секунди на сите. Иако според вашите одговори претходни извлекувам јасни одговори. Значи имаше обвинувања од советничката група на ВМРО ДПМН дека се уриваат само објекти кои што одговараат на актуелниот градоначалник, на актуелната власт во Струмица и така натаму. Доколку станете градоначалник, ако треба да се урива, ако треба че ствари од кај вас почнувам, дали ќе урнете угостителски објект на близок роднина на актуелниот премиер Мицковски и на близок пријател на поранишниот премиер Зоран Заев? На брат ми ќе го срушам. Значи на брат ми, на мајка ми, това нема да се случи никој пат. Цел живот сум регуларен, цел живот немам направено едно нешто незаконски. Значи не би дозволил кој сака нека е. Мој роден брат да е, нема шанс. Скаловски, да не ги кажувам имињата на објектите, ги знаете сите. Не е точно советниците од ВМРО што рекле, дека да имаше селективно, меѓутоа поголемот дел на угостители беа од Социјалдемократски сојуз, не од ВМРО. Од ВМРО никој не се сруши. А знаеме, има објекти дивоградби, уште седат, а приватни стопоственици од ВМРО ДПМН. Значи, дали би го урнале објектот на близок роднина на премиерот Мицковски и на близок пријател на поранишниот премиер Заев, доколку дојдете во ситуација? Ако се дивоградби, да. А за нас кој е истото прашање? Во законот не пишува пријатели, роднини, браќа, сестри. Таму пише спроведува е законот. Уставот пишува да се почитуваат законите. Значи, седнеш на маса со своите стручни луѓе како градоначалник, седнеш на маса, се што е надвор од законот се отстранува, без разлика дали е рушење, дали е отстранување физичко. Добро. Ајде по една минута сега во однос на, бидејќи имаме многу прашања, од 2 минути ни се влече многу времето, сакам да ги покриеме темите. Водата беше многу актуелна, да Скаловски, вие сте наред. Има ли алтернативни решенија? Што ако нема вода во браната Турија, од каде вода за пиење? Така, тоа беше политика на владата. После третиот ден испитување на водата беше квалитетна и ние дадовме соопштение дека водата е чиста и пивка, меѓутоа треба да имаме званичен документ кој требаше од државната инспекторат да го даде 40 дена, тие ги лаже струмичани дека пијат загадена вода. Струмица има една од најквалитетните води во државата. Да, може би треба алтернатива, еве јас имам и во програмата, треба да се направат бушотини во Софилар, таму е земјиште што содржи многу вода и таму може да се избушат бунари и како резерва да бидат, ако еден ден стварно водата не се загади, меѓутоа поголема вина има Струмичко поле, предпријатието, бидејќи браната Турија ја стопанисуваат тие и дозволија под минимумот на вода да се наводнуваат нивите на земјоделците, што не е ли потребно, меѓутоа има во законот минимумот, не треба да се падне под минимумот на водата. Скоја што е со водата во Струмица, има ли алтернативни решенија ако остане Турија без вода браната? Ева, Струмица има 2 брани. Било која брана веднаш се набавуваат филтери и се решаваат проблемите за месец дена или за 3 дена. Она сега што спомна околу аферата за чиста и нечиста вода, тоа е точно политички проблем таму. Политички не правен или потребен брон, тако политички. Власта што е враковна, сега се влета внатре, не знам што беше, ама она што го има Струмица како општина, бидејќи го има документите во раците и треба да излегува јавно. Они излегува јавно, зборува се. Зошто не поднесува кривична против оној таму државен инспектор што дава лајги?
Тоа е целта. Значи градоначалникот треба да ги брани интересите на општината со документи, а не со приказни. Има манган, нема манган. Еве документот, ваша инспекција и стручна инспекција. Мислам, оние институти за испитување на вода. Тоа се меродавни документи, а не приказни на некој си таму државен инспектор, партиски војник или таму некој локален војник. Врз документација се одредува дали водата е за пиење или не. Кое е вашето решение? Како решение? Доколку алтернативно, доколку ако се случи браната Турија да остане да нема вода во браната Турија, каде вода за пиење и филтер станица, менување цевководи евентуално. Това не се е случило многу години назад, не се е случило, ни пак и се случи. Има прекрасна вода за пиење, има доволно. Мислам, това е господова работа. Ние не можеме против Господ, значи. Ако нема вода, како би донесели ние вода? Ке земе кофе, ке одме од Германија или ке пълнаме или од Швейцарија? Това е, ако има. Ама това нема се случи, пошто имаме дождови, имаме некои работи, значи не може да немаме. Треба ли филтер станица? Бог да чува, нели? Треба ли Треба, филтер? како не треба? Треба. А од секој пат сме имале чиста вода, тие се манипулација на ВМРО ДПМ, не може да кажем моментално, пошто они се на власт. Дали има заглавано некој си шлепери вода, па сака да се isproдаде, не знам што беше цела финта, ама така јас се претпоставам дека стварно имаше некоја залиха на вода, па требаше да се продаде. Моје мислење са, или политички маркетинг, как сака. Кусо само околу водата, да, ама кусо 30 секунди. Усо. Браната Турија порано имаше цевковод до Струмица, меѓутоа тој цевковод не функционира. Значи, уште една алтернатива, како би можеле ние да имаме резерва за вода, да се реконструира тој цевковод. И исто така цевководот Турија Струмица е застарен, треба исто реконструкција за капацитетот на водата да биде поголем и Струмица ќе нема проблеми. А имаме ние прочистителна станица или фабрика за вода и нашата со тоа технологијата ја прави меѓу најквалитетните води во нашата држава. Струмица урива рекорди во лето и во зима по аерозагаденост. Сите признавате, сите цело време викаат така е. Како да се намали аерозагадувањето? Сега, оние податоци што ги дава, не знам од кај се овие станици, метеоролошки податоци, Струмица позагадена од Лондон, кои во еден час се спуштаат може по 3-5 авиона во Лондон. И сега Струмица, со оние таму фабрики 20-30, нека си 50 фабрикички, и Струмица да биде позагаден град од било кој град во Европа. Тоа се смешни работи. Дури та не знам да ме спомнува, споредува со се и сешто. Пак има некои своји математики. Јас верувам дека Струмица не е најзагаден град во Македонија и тоа сум јако убеден. Али едно решение за оние социјалци кои трошат некои непотребни горива, кои загудуваат воздухот, тука пак винува на државата, зашто на овие луѓе не им помогне економско, материјално, за да биде животна средина здрава и за користење. Кутурович, како ќе го исчистите воздухот во Струмица? Јас не може да го исчистам воздух. Воздух си чист, ама зависи колку ние си го загадаме. Со нашето палене на гуми, на пластики, на ѓубре, на сметна, значи на се. Тие сме ние што го загадуваме и зима и лето. На некој начин лето со огрев. Има и фирми што најде става да се стопли фабриката или... Значи, ние сме одговорни за сето тоа. Нема друг одговорен. Значи, човечкиот фактор е одговорен за нечистиот воздух. Не е кој зна колку, ама го има во секој случај. Скаловски? Загадување на воздухот е проблем на целата наша држава. Јас во мојата програма имам неколку работи што ќе уподрбам квалитетот на воздухот. Најпрво во мојата програма имам поставување на новото транспортно предпријатие со фотоволтаици и да ги мотивираме граѓаните и такси службата да купуват електрични возила, ќе им даваме бесплатно полнење. Контрола на... А субвенции, извинете, за купување? Субвенции. Не само за горивото, а за купувањето, како ќе ги мотивирате да купуваат? Да купуваат бесплатно, ќе им даваме горе. Значи бесплатно, а ќе даваме субвенции, бидејќи Струмица од ретките гасифицирани општини, ќе им даваме поголеми субвенции за
за приклучок на граѓаните и исто така и апел до државните институции. Нито една државна институција нема приклучено на газ, освен Општа болница. Електрични возила ние тешко да купуваме. Ние не можеме тие да си ги изплатиме, што си ги име земено на кредит. Уредо, се е уредо, ќе направиме нели бесплатно полнење. Што ќе полнеме со това? Кофе, вода, не може да напълнаме ние колите, кога ги не може да купа. Таа е скапо возило, ние не може да купиме. Ето нашиот градначалник купи автобузи. Колку пари се тие автобузи? Това потом ќе видиме после това. Значи, имаме ги тие автобузи. Колку се 10 таму? Колку милиона се даде за това? И аз ветувам со тие пари, ќе купа на секој граѓанин на Струмица по една кола. Електрична. Е, тогава ќе пунаваме. Сега нема што да пунаме ние. Нема што да пунеме. Тие се кои што не треба да ги дозволиме да ги регистрират, што ќе се распаднат сред пат, ние регистрација им правиме. Контрреплика и потоа сакам господинот. Имате контрреплика или немате? Нема. Добро. Вие имате реплика? Или или може да ми одговорите за депониите и конкретно депонијата Шапкар? Сега за оние депонии, ако веќе градоначалникот е прав домаќин, треба да избере директор со познавање за овие работи. А овие директори што ќе ги постават на комуналец. Јас верувам дека овие луѓе не го имаат прочитано законот за отпад. А законот за отпад е многу јасен. Каде, како, што и се создаваат депонии. И токму на оваа работа треба да се изјасне и Советот. А оти и Советот донесува одлука каде да биде депонијата или не. И токму градоначалникот со инспекторот, комуналниот директор и председател на Советот треба да најдат решение каде ќе има депонии врз основа на одлука на Советот. А вака си стварат секој свој депонии, а законот буквално не го ни почитуваат, посебно закон за животна средина. Ти не можеш да правиш депонии ако веќе не ти дозволува законот. Она Струмички комуналец, јас верувам дека нема сортирање на отпадот. Тоа е таму што велат рефуз. Се фрла таму и она се загадава и воздушно, и хемиски, и биолошки, и секако. Затоа треба да се почитува законот за отпад и закон за животна средина. Што е со депониите, депонијата Се додека кои се одговорни инспекторат или кој не знам, јас одговорен да скалот може познае од мене, повеќе години е таму. Значи сите треба терме одговорност од тие надлежните што се одговорни за отпадот. Јас гледам секој ден дек се фрле, што се фрле, как се фрле. Не сум јас никој ништо додам да се расправам со народо, не фрлите тука или бил как. Може сум се предвикнал, ама не можем да му забранам на некој јас. Немам га таа одговорност јас да го застанам това едначка за секој пат. Кога би можел, кога би бил на власт, значи јас кажах 24/7 ки сум излезен на терен. Се што можем да сопрам, што не е во ред, се ки сопрам. Сега, не можем јас да одам да земам една приколица од некој или да купам, да го турам. Това не е една приколица гјубер, това е многу. Значи имаме како влезеш од Валаново за Струмица, имаш и од лево и од десно депони. Значи. Още на пато да почнат да го исторят и да нема да колите да поминуват. Това не е депон, това е страшна работа таму. Кој дозволи до това да дојде? Има ли одговорен некој там да турат еден чувар, да го платат 20-30 илјади денара, да не се фрли и дури денеска да се сопре? Не се сопира, това секој ден има. Можем да снимам јас со телефон да покажем, това го има. Еден закон, ниту па Совет може да реши и каже дека треба да има депонии. Тоа се регулира преку планските региони. Тој проблем е на цела Македонија. Само локалната власт не може да го реши. Нашите комунални предпријатија секојдневно ги чистат депониите, меѓутоа граѓаните несовесно ги фрлаат. Се додека не направиме фабрики за преработка на отпад, како што ги има во европските држави, посебно во норвешките држави, сум бил таква фабрика, каде целиот отпад, дали железо, бетон, хартија, се преработува во електрична енергија. Се дотогаш, ниту локалната власт, ниту владата не може да го реши проблемот со депониите. Ние можеме да го ублажиме проблемот. Еве, во Струмица од ретките што имаме подземни контейнери. И јас како градоначелник, секаде каде има надземни контейнери, би ставил подземни контейнери. Исто така, можеме да го подобриме хигиената и со вработување или екипирање на јавно предпријатие со нови луѓе.
Дополнување или Реплика, Како ама ти и во контекст на репликата одговорите ми. Не, само кратко, Добро. не образложам Окей, повеќе. повелете. Пред 7-8 години во Македонија се увезени 150 дронови. Каде се користат денес овие дронови? Каде е улогата на инспекторот животна средина? Во Струмица им треба најмалку 5 дронови, ки имат интерес и пожарната, и инспектор животна средина, и шумската полиција. Да и не, по 10 секунди сакате контра? Не. Да, добро, 15 Вие секунди. само ја напаѓате локална власт. А каде е државата? Имаме ли ние инспекторат животна средина? Нема ја никаде. Имаме ние во локалната власт инспектор за животна средина. Еве јас како градоначелник ќе вработам уште еден или двајца инспектори. Ма каде е државата? Државата никаде ја нема. Тоа е главен проблем на целата наша држава. Само да реченица, простите ми господине Даскаловски, дроните ги купи државата. И таа е должна да ги распореди во општините, Нема. а не да тамо да спијат во некој депони и тука Скопски, а Скопје е најзагаден град. Струмица сигурно 10 пати позагаден. 10 секунди. Рудник Ловица Штука, Котуровиќ. Нема рудник да има, каков рудник? Какво е това рудник? Таму народ живее. Што сме ние И се говедали уште сме? стравува дека е можно од... Абе какво јас ки сум најпротив сум това, какво това? Това нема рудник. Зашо тоа е рудник? Това е само за некои се да се наполни некои джебови пари таму. Каков рудник? Нека отвараме фабрики да се произведува тај народ да работи, плата да зима добра. Какви рудници това? Што е това? Значи, секогаш кога имало граѓански протести против изградба на рудниците, јас сум учествувал и јас како Маријан Даскаловски лично нема да дозволам да се изградат рудници во општина Струмица или во сите наши околни општини. Рудникот? Рудникот мора да се почитуваат мислењата на стручњаците, експертите, тоа број 1. А она што носи тамо референдум, во законот јасно, за државни проблеми нема локални референдуми. И овој рудник воопшто не е изграден по Архуска конвенција за животна средина, за еден правилник. Токму на ВМРО го изигра СДС, па дојде пак втор пат ги изигра граѓаните. И тука стана проблемот. Таму се вложени близу 400-500 милиони долари. Кој ќе ги плати сметките? Добра. Веќе треба да се одјавуваме. Ве молам, одговорите ми со да и со не. Дали вие, Даскаловски, мислам дека кругот од кај вас почнува, дали не ви е срам на сите во општините во 21 век, на локални избори во своите програми се уште да зборувате за канализација, атмосферска канализација, асфалтирање на улици и така натаму. Така. Струмица во тој поглед многу направила. Сега нема време да ги набројувам во колку населени места има и канализација и водоносни системи, а меѓутоа секогаш може повеќе. Има неколку населени места каде канализацијата не е довршена и уште неколку населени места дека канализација треба да има. Во мојот 4-годишен мандат се предвидени секој населено место каде нема канализација да се направи. Господине? Ви го дадов должностите на градоначалникот, надлежностите. Дали таму најдете дека градоначалник ќе гради канализација, изгради објекти? Тоа е по закон локална самоуправа, член 50 и статутот. Треба да го знае Даскаловски. Добро. Значи, јасно и гласно, јас немам во мојата програма никакви градби. Веќе не е должност на градоначалникот. Котуровиќ? Зашо беше прашањето? Дали ви е срам во 21 век се уште да зборуваме за канализација? На мен не ми е срам, на нив треба да им е срам. Това не треба да значи јас го разбрах добро вашето прашање. Вашето прашање супер го разбрах. У 21 век ние не треба да правиме обет за канализација. Значи имаме у Дабиле Струмицко село што е под Струмица, Туриле до тука канализација, тие две улици нема таму. Зашо? Значи срам голем треба да ни е на нас што се оште правиме обет за канализација. У кој свет живееме ние? Имат още луѓе ни сеат низ полски вицина одат по веце. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализи. Благодарам и јас на вас. Почитувани, ви благодарам на вниманието.